Здрав! Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, а вие сте на каналот Ти можеш. Добре дојдовте во уште едно ново видео. Темата на денешното видео е инспирирана од едно прашање кое што ми беше поставено на мојата последна работилница, зошто на добрите луѓе им се случуваат лоши работи. Ние разговаравме малку на оваа тема, меѓутоа еве сметам дека овде можам подобро да објаснам, а и да допре до повеќе луѓе, затоа што многу често ова прашање го слушаме, кога ќе се случи нешто неубаво, поминува таа брза мисла добро, аман до кога на добри луѓе ќе им се случуваат вакви работи, или па што ако беше добар ете, што му се случи. Јас ќе се фокусирам на две работи. Првата работа која што некако ја забораваме, ние во животот ќе бидеме исправени пред многу предизвици, пред многу прашања кои што можеби нема да можеме да си ги одговориме, пред многу проблеми за кои што ќе ни треба време да ги решаваме. И токму во таквите ситуации си го поставуваме ова прашање. Некако премногу категоризираме кога викаме дека на добрите луѓе им се случуваат лоши работи, а на лошите луѓе не значи дека цел живот им се случува се добро. Многу често ние и не знаеме, туку своето мислење го засноваме врз претпоставки, врз она што ни го кажал некој. Значи, првата работа е тоа дека тоа што ние сме добри, што правиме добри дела, не значи дека ќе не заштити од она што во животот ќе ни се случува како неминовност, а на кое ние не сме подготвени. И на кое не ни можеме да бидеме подготвени, нели? Втората работа за која сакам да зборувам, тоа е категоризацијата на добри и лоши, односно за мене тоа е конструкција на јазикот, добри и лоши луѓе, која што секогаш не е адекватна со вистината. Тоа е категорија на умот, односно создадена низ искуствата наши кои ги имаме со другите луѓе. Овде да напоменам, значи зборувам за добри и лоши луѓе кои што спаѓаат во рамките на она што е условно или општествено или како сакате релативно здраво, нормално, прифатливо, а не зборувам за оние постапки и оние луѓе кои што прават злодела кон луѓето, кон човештвото. Тоа не е тема. Нашата поделба на луѓето, на добри и лоши, е најчесто условена од нашите искуства. Еден човек го класифицираме како добар според делата кои ги направил. Најчесто суд донесуваме врз основа на тоа што тој човек направил за нас или како се однесувал со нас. Но некој човек кој бил многу добар со нас не значи дека никому во животот не сгрешил, не значи дека нема да наидеме на човек кој што ќе каже и за него дека е лош или дека има лоша намера или дека го изневерил, го разочарал и што и дае во прашање. Значи, нашата категоризација на добри и лоши луѓе произлегува од нашите искуства, од она што сме го чуле од другите, од други искуства, но тоа не мора секогаш да биде вистина. Ние сите сме и добри и лоши понекогаш, ние сите сме и внимателни и невнимателни, и се грижиме за другите и ги забораваме, и ветуваме работи и не ги исполнуваме, што нормално не прави секогаш добри или лоши. Многу често луѓето од кои што очекуваме помош, од кои што очекуваме да не разберат, сватат, да не излезат во пресвет, нема да го направат тоа затоа што едноставно не можат, затоа што едноставно немаат сила, бидејќи се носат со многу предизвици во својот живот за кои можеби ние не знаеме. А ние веднаш тоа го сваќаме лично и нели се оптоваруваме себе си, не сакаше ова, не сакаше она, не можеше тогаш, па можеше, па зошто не го направи, па зошто не дојде, па зошто не ми помогна. Можеби понекогаш едноставно околностите се такви, ние не знаеме, а донесуваме предвреме мислење и став за некој човек и за неговите постапки. Постои уште една работа за која сакам да разговарам, а тоа е дека најчесто ние добри луѓе ги сметаме луѓето кои што имаат време за сите, кои се грижат за сите, кои што секогаш се тука, достапни, присутни, знаат што да направат во секоја ситуација. И таквите луѓе најчесто немаат време за себе. Тие луѓе ги ставаат сите пред себе, а се забораваат себе си
И нормално, во тој процес, кој може да трае некогаш и со години, и тие доживуваат многу стресови, носат многу туги тежини, односно носат тежината на својата добрина. А многу често или не сакаат да ја споделат со другите, затоа што не сакаат да покажат слабост, затоа што тие се тие кои се нели секогаш добро, кои се секогаш тука, кои секогаш знаат, можат, имаат сила и така натаму. Или пак немаат едноставно тогаш кога ним им треба од кого да побараат. На крајот на трештата луѓето си имаат свој живот и многу е нормално, дури и оние за кои сме посветиле многу време, многу сила во животот, во известен период да не можат да ни го возвратат истото или да не сакаат, или да заборавиле. Тоа е човечки, тоа е дел во животот и тоа на сите ни се случува, а може би ние сме го направиле некогаш свесно или несвесно, намерно или ненамерно. Во еден период од животот бев многу добра личност и бев во некоја мисија да ги спасам сите околу себе и да им помогнам на сите, да им се најдам, да бидам секогаш присутна, да ги ислушам, да ги утешам, да им дадам совет, иако многу често луѓето не го ни очекувале, не го ни барале тоа, ама тоа го сватив подоцна, да не речам предоцна. Меѓутоа, јас некако чувствував дека треба да бидам тука, дека треба да им се најдам, дека треба и можам да им помогнам, дека дури и знам што е најдобро за нив и за нивните животи. Таа моја спасувачка мисија, во која што беа опфатени блиски луѓе, подалечни луѓе, разни лични институции, спасував многу работи и на крајот се изгубив себе си. Сето тоа што се случувало било моја перцепција, мој избор, а не на оние кои што јас сум сакала да ги спасам. Односно, луѓето едноставно немале потреба да бидат спасувани. Едноставно, тоа не било моја работа и тоа било можеби потреба на нивното тело, на нивната душа, на нивниот ум да поминат низ одредени патишта во кои се разбира јас сум немала никакво право да се мешам. Иако моите намери, како на многу други, биле најдобри, иако сум сакала да помогнам, да направам нешто, да им ја олеснам ситуацијата и така натаму. Растргната на многу страни, меѓу многу луѓе, прикачив на себе си многу луѓе, многу проблеми, многу приказни, се залепив за нив и мојата енергија се повеќе се црпеше, а мојата психофизичка состојба се влошуваше и јас нормално не можев да признам, не сакав да признам, го криев тоа, се носев како знаев и умев, меѓутоа се има крај, се има граница и еден ден едноставно согорев и сватив дека од сета таа моја спасувачка мисија, она што ми остана беше да се спасувам како знам и умем себе си. За да не се доведеме до таква ситуација, едноставно треба да го свртиме фокусот кон себе, да бидеме ние здрави, силни, мудри, за така да можеме да им помогнеме на другите луѓе тогаш кога тие ќе не го побараат тоа од нас, тогаш кога ќе ни дозволат, тогаш кога ние ќе почувствуваме дека има место за некако да се вмешаме во нивните животи по нивна покана. Се додека се занемаруваме себе си, своите потреби, својот живот, затоа што ги спасуваме другите, го спасуваме светот, решаваме туѓи проблеми, ние едноставно се губиме себе си и немаме време за себе. И сме многу добри, секогаш сме тука за сите, секој нас може се да ни каже, да ни се пожали, да им ги решиме проблемите на било кое ниво. Меѓутоа, на крајот на денот остануваме сами со себе, претоварени со туѓи приказни, со туѓи проблеми, поминуваме ноќи решавајќи туѓи проблеми, а нашиот живот останува неизживеан. Нашите потреби незадоволени и нормално е на крајот од сиот тој процес наш да се соочиме со здравствени предизвици на ментално, физичко и на секое поле во животот. Ние, многу добрите луѓе, на крајот излегува дека не сме биле добри само за оној кого намногу требало. Затоа, научете да се ставите себе си на прво место,
научете да кажете не, научете да кажете не можам, односно можам, но имам други приоритети, не сакам, ако не сакате, не знам и се е тоа во ред. Луѓето кои ве сакаат, кои ве разбираат, кои ви се пријатели и блиски, ќе ве сакаат, разбираат и ќе ви бидат и пријатели и блиски потоа. Тие кои што ќе се разочараат од таквото ваше однесување, не ви се пријатели, не ви се блиски, на крајот на криштата не ни треба да бидат во ваша близина. Толку за денес. Ви посакувам да бидете добри луѓе, да правите добри дела, меѓутоа пред се да внимавате на себе си и да бидете добри за себе. Ви посакувам да можете се што ќе посакате, да можете и да не можете ако вие така изберете на одреден период, да имате своји приоритети, да го живеете животот кој што го посакувате и ви благодарам што ме следите, што поставувате прашања, што ми овозможувате мојата мотивација, инспирација да трае и што се надевам ќе се дружиме уште многу долго и ќе растеме и ќе се развиваме заедно и ќе ги споделуваме нашите прашања, заблуди, предизвици. Имајте убав ден.